Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, поздрав од студијето на Адвентистичкото радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме нашата денешна емисија Извор на надеж, емисија која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. На самиот почеток би сакал да споменеме неколку мисли за надежта. Денес, ќе зборувам за надежта што не разочарувам. Живееме во време кога луѓето ја губат надежта во себе, во светот, па дури и во Бога. Сум сретнал луѓе кои вели повеќе не верувам во Бога. Зошто ми се случи ова, зошто се случи она и така натаму. Но постои, почитувани гледачи, една надеж што никогаш не посрамува. Апостол Павле во Римјаните 5 глава во 5 стих вели: надежта не посрамува, зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден. Многу надежи во животот пропаѓаат. Некој се надевал во бизнисот, му пропаднала фирмата. Некој имал пари на штедење во банка, банката пропаднала. Некој вложил во нешто друго, во нешто трето и така натаму. Се надеваме на работа, како што реков, на пријател, на здравје и ние се разочаруваме. Но кога нашата надеж е во Бога, тогаш ние не зависиме од околностите, почитувани тук од неговата вечна љубов. А Божјата љубов не се менува. Бог вели: јас сум вчера, денес и утре истиот. Ние како луѓе се менуваме, не само што старееме и може да не снема еден ден. Се случува трагедии така натаму. Меѓутоа, Бог не се менува. Неговите ветувања и она што тој го ветел ги исполнува секогаш. Таа надеж не држи и кога ќе паднеме, не теши кога плачеме и ни вдахнува сила кога сме слаби. Јас бев вчера на погреб, една постара жена, 98 години живееше и ги затвори своите очи. Таа 98 години се надеваше на Господа и сега замина на починок. Наистина тој еден век, кога ја гледав пред себе, како еден век цел да гледам. Но таа беше христијанка. Таа својата вера и надеж ја темелеше на Исуса Христа. Нека и овој ден кој е пред нас, почитувани гледачи, да ја темелиме нашата надеж на Исуса Христа. Тој кој не се менува, тој кој останува за секогаш ист. Да видиме сега и молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Што сам ја, нек те обожава.
poznane sve, slavit ću ja, kad čuda tvoje ljubavi. Moj zaklon, moj brani, snaga i uteka si, svaki moj dan, sve što sam ja, nek te obožavam. Zemlja sva neka sad Gospodu kliče, daje mu slavu i silu i čast. Pesma se čuje i hvala diže pred tvojim imenom. Radosno pevamo delima tvojim, zauvek tvoj sam i volim te ja. Najveće blago na svetu si meni, zemlja sva neka sad Gospodu kliče, daje mu slavu i silu i čast. Pesma se čuje i hvala diže pred tvojim imenom. Radosno pevamo delima tvojim, zauvek tvoj sam i volim te ja. Najveće blago na svetu si meni, najveće blago na svetu si meni. Фатениот, Матеј и учениците Јованови, ќерката на Јаир и жената што боледува од крвотечение, двајца слепи и еден нем. Глава 9. Тогаш он влезе во еден кораб, се врати назад и пристигна во својот град. И ете донесоа при него еден фатен положен на постела. Па кога ја виде Исус нивната вера, на фатениот му рече: Не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои. Тогаш некој од книжниците рекоа во себе: Овој богохулствува. А Исус, штом ги разбра мислите нивни, рече: Зошто мислите лошо во срцата ваши? Или што е полесно? Да кажам, ти се простуваат гревовите твои? Или да кажам, стани и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да проштава гревови. Тогаш му рече на фатениот: Стани, земи си ја постелата и оди си дома. И тој стана, ја зеде постелата своја и си отиде дома. А народот кога го виде тоа, се зачуди и го прослави Бога кој им дал таква власт на луѓето. А кога си одеше оттаму, Исус виде еден човек по име Матеј како седи на митница и му рече: Врви по мене. И тој стана и тргна по него. И кога седеше Исус на трпеза дома, одеднаш мнозина митници и грешници дојдоа и седнаа до него и до учениците негови. Но штом го видоа тоа, фарисеите им рекоа на учениците негови: Зошто вашиот учител јаде и пие со митници и грешници? А Исус, кога го чу тоа, им рече: Здравите немаат нужда од лекар, а болните одете и научете се што значи. Милост сакам, а не жртва. Зашто не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Тогаш дојдоа при него учениците Јованови и рекоа: Зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат? А Исус им рече: Зар можат сватовите да бидат нажалени додека е со нив младоженецот? Но ќе дојдат дни кога младоженецот ќе се оттргне од нив, па тогаш и тие ќе постат. Зашто никој не крпи стара облека со нова крпа, од и таа ќе се отшие од старото и отворот ќе биде поголем,
ниту пак се става ново вино во стари мевови, инаку мевовите ќе напукаат, а виното ќе истече и мевовите ќе пропаднат. Туку ново вино се става во нови мевови, па така ќе се запази и едното и другото. Додека он им говореше за тоа, ете некаков началник се приближи до него, му се клањаше и велеше: "Ќерка ми умре сега, туку дојди положи ја раката своја над неа и таа ќе оживее." И како стана Исус, тргна по него заедно со учениците своји. И ете една жена која беше страдала 12 години од крвотечение се приближи одзаде и се допре до крајот на облеката негова. Зошто си велеше: "Само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам." А Исус, штом се заврти, ја виде и рече: Не плаши се, ќерко, верата твоја те спаси. И оздраве жената во тој час. И кога дојде Исус во куќата на началникот и ги виде свирачите и народот збунети, им рече: Излезете надвор, зашто девојката не е умрена, туку спие. А тие му се подсмеваа, но штом го истераа народот, он влезе, ја фати момата за рака и таа стана. И се расчу тоа по целиот тој крај. А кога Исус си одеше оттаму, тргнаа по него двајца слепи и викаа: "Помилуј не, Исусе, сине Давидов." А штом дојде в куќи, слепците се приближија до него и Исус им рече: Верувате ли дека можам да го направам тоа? Тие му рекоа: "Да, Господи." Тогаш се допре до очите нивни и рече: Нека ви биде според верата ваша. И очите им се отворија, а Исус им заповеда строго. Гледајте, никој да не узнае. А тие што ми излегоа, разгласија за него по целата таа земја. Додека тие излегуваа, ете доведоа при него еден човек, нем и бесен. По изгонувањето на бесот, немиот проговори. А народот се чудеше и говореше: "Никогаш такво нешто не станало во Израелот." А фарисеите велеа: "Он ги изгонува бесовите со силата на началникот на ѓаволите." И одеше Исус по сите градови и села и поучуваше по нивните синагоги, го проповедаше евангелието на царството и лекуваше секаква болест и немоќ во народот. А штом виде многу народ, се сожали зашто беа изморени и прснати како овци без пастир. Тогаш им рече на своите ученици: Жетвата е голема, а работници малку. Затоа помолете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Дивка вечер, звезди сјајни, небото те слави. Ти си тука, зборувам со тебе,
од зло заштитуваш. Ти си мојот живот, Боже, моја сегашност и иднина, само сакам да те следам, заедно во вечноста со тебе. Ти си мојот живот, Боже, моја сегашност и иднина, само сакам да те следам, заедно во вечноста со тебе. Амин. Недела или сабота. Познато е дека неделата се смета како знак на авторитетот на Римската црква. Па сепак многу христијани го празнуваат овој ден, иако не ја признаваат низината власт. Католичкиот писател Клифтон ја истакнува ова противречност во исповедувањето на верата кај оние што велат дека се придржуваат кон Библијата, а сепак го празнуваат небибискиот ден за одмор. Во својата расправа под наслов «Зошто не го празнувате светиот саботен ден?», Клифтоновите верски расправи, тоа е книга од 1869 година, Клифтон го прашува некатоличкиот свет зошто ја празнува католичката недела и покрај изричната Божја заповед за празнување на седмиот ден саботата. Кога Божјата заповед гласи така, кажува Клифтон, јас повторно ве прашувам зошто не ја слушате, зошто не го празнувате светиот саботен ден. Клифтон, почитувани пријатели, веднаш продолжува понатаму во својата книга. Можеби ќе ми одговорите дека вие го празнувате христијанскиот ден за одмор, дека се воздржувате од сите световни работи, редовно одите в црква, се молите и ја читате својата Библија дома секоја недела во текот на целиот свој живот. Но, продолжува Клифтон во својата книга, неделата не е саботен ден, неделата е прв ден во седмицата. Саботата ден е седмиот ден во седмицата. Саботата е седми ден. Семожниот Бог не заповеда луѓето да празнуваат кој да е ден во седмицата, туку именува свој собствен ден и недвосмислено рекол Клифтон. Празнувај го седмиот ден. Семожниот Бог навел причина зошто го избрал токму тој ден, а не некој друг ден. Таа причина се однесува само на седмиот ден во седмицата и не може да се промени да се примени на другите денови. Семожниот Бог рекол, зашто Господ за 6 дена ги создаде небото, земјата, морето и се што е во нив, а во седмиот ден почина. Зато Господ го благослови седмиот ден и го посвети. Семожниот Бог наредил сите луѓе да се одмараат во седмиот ден, зашто и самиот се одмарал во тој ден. Тој не се одморил во недела, туку во сабота. Во недела, која е прв ден на седмицата, тој го почнал своето дело на создавањето, но не го завршил во саботата. По овие зборови Клифтон повторно поставува сериозно прашање. Секому му е познато дека семожниот Бог одредил да се празнува саботата, а не неделата. Зашто тогаш вие не го празнувате светиот саботен ден, прашува. Вие ќе ми речете дека саботата е еврејска сабота и дека саботата е променета во недела. Променета? Но кој ја променил? Кој има власт да ја промени изричната заповед на семожниот Бог? Кога Бог кажал, ти ќе го празнуваш мој свет ден, кој смее да се осмели да рече не? Ти можеш да ги работиш сите своји световни работи во седмиот ден. Освен тоа, ти наместо него ќе го празнуваш првиот ден. Тоа е мощно важно прашање, почитувај, на кој би сакал да ми одговорите вие, рекол Клифтон. Клифтон станува се понепосреден и кажува, вие сте протестант и тврдите дека се придржувате кон Библијата и само кон Библијата, па сепак
во една толку важна работа како што е празнувањето на еден свет ден во седмицата, вие му се спротивставувате на јасното слово на Библијата и ставате друг ден на негово место. Заповедта за празнување на саботата е една од 10 заповеди. Ви верувате дека другите 9 се уште во сила. Кој ви дал власт да ја минувате четвртата? Ако доследно се придржувате кон своите принципи, ако навистина ја слушате Библијата и само Библијата, тогаш треба да располагате со некои текстови од Новиот Завет во кои изрично се наведува дека четвртата заповед е укината или во најмала рака дека можете од нив недвосмислено да заклучите од и Божја волја христијаните да го променат денот за празнување што го поставил тој. Ке се обидеме да видиме дали воопшто може да се најде таков текст. Јас ќе го побарам меѓу текстовите што ги наведуваат вашите учители, обидувајќи се да го оправдат празнувањето на неделата. Еден од првите текстови што ги зема Клифтон од протестантската одбрана на празнувањето на неделата е следниот. Никој нека не ве осудува за јадење или пиење, или за некој празник, или за млад месец, или саботи. Колошјаните 2:16. Јас можам да сватам, кажува Клифтон, дека во врска со овој текст може да се расправа дали воопшто треба да се прави разлика меѓу саботата и неделата и кој било друг ден во седмицата. Но тука со ниедна буква не се кажува дека обврската за празнувањето на саботата е пренесена од еден ден на друг. Потоа Клифтон ги наведува сите текстови од Новиот Завет што ги користат теолозите за да го оправдаат празнувањето на неделата. Кога ги набројал сите и ги побил, тој кажува: јас не знам ниту еден друг текст од Светото писмо што обично го цитираат протестантите во одбрана на своето празнување на првиот ден во седмицата, наместо седмиот, но сигурен сум дека ниту оние што ги цитирав не можат да задоволат ниту еден разумен човек. Не е можно да се заклучи од текстовите што ги цитирав дека Семокниот Бог сака празнувањето на саботата во Стариот Завет да го пренесе на неделата во Новиот Завет. И најпосле, почитувани пријатели, еве го заклучокот во кој Клифтон ги изнесува вистинските причини на протестантското, но и на своето католичко празнување на неделата. Тој кажува: сегашното поколение протестанти празнува недела наместо сабота затоа што ја наследило како дел на христијанската религија од минатото поколение, а тоа поколение ја наследило од поколението пред него и така со поколенија наназад до времето на едноставно така наречената реформација, кога оние што ја промениле религијата го оставиле овој посебен дел на католичката вера и практика не гибнат. Ние католиците, завршува Клифтон, празнуваме недела наместо сабота врз основа на истиот оној авторитет што важи за секој друг член на нашето верување. Именно врз основа на авторитетот на традицијата што ја следиме, ние верувајќи дека таа е дел на Божјата реч и дека црквата е одредена да биде незин чувар и толкувач. А што е тоа традиција, почитувани? Според католичкиот речник, традиција во најширока смисла е предание на сите вистини, докажани и недокажани, од едно поколение до друго и представува голема врска меѓу сегашноста и минатото. Но традицијата ја создале луѓето и како што се несовршени луѓето, така и несовршени традицијата. Меѓутоа, Библијата не е основана на традицијата, туку на директното откровение дадено од Бога. Целото писмо е од Бога вдахновено, кажува апостол Павле во 2 Тимотева 3:16, и според тоа не е производ на човечкиот дух, туку на Божиот. Дури најдобрите црковни верувања се само одек на веста, а Библијата е вест. Таа е на традицијата, зашто е од Бога. Кога апостол Павле кажува: ги држите заповедите така како што сум ви ги предал, тој зборува за заповедите, а не за традицијата. Исус традицијата ја сметал за туг извор. На своите противници им рекол:
така ја нарушивте заповета Божја заради вашето предание. И тој ги нарекува лицемери. Добро пророковал за вас Исаја, велики. Овој народ се приближува до мене со устата своја и со устните ме почитува, срцето негово стои далеко од мене, но напразно ме почитува оти проповеда човечки пофелби. Матеј 15, 6 и 9. Драги пријатели, Исус ја отворил традицијата и низините толкувања и укажал на Светото писмо како на единствено правило на верата со зборовите пишано е. Да сториме и ние така и нема да сгрешиме. Кога денот си оди и ноќта се спушта, ти остануваш тука, нежно чуваш ме. В постела кога легнам и безгрижно сонам, и в сонот бродам, ти тука си. Кога секоја надеж во мене згасне, ноктативка тажен сум јас, ме охрабруваш. На колена слаби кога искрено молам, срцето свое го предавам, ме окрепуваш. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сумане, не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, 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 благодарам. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сумане, не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, 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 благодарам. Полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Почнувам гледачи, ви благодарам што бевте денес со нас. Се надам дека ви се допадна овие содржини што ви ги приготвивме. Би сакал и денес да ви понудам Сето писмо, Библија. Значи имаме Библија на српски јазик. Бесплатно сите вие кои сакате да имате Библија на српски јазик, слободно пишете ни, а ние ќе ви испратиме по пошта да имате во ваша собственост. За да ја запознаете подобро Библијата, ви нудим исто така и онлайн дописна библиска школа, библијатазборува.мк. Слободно напишете ги ови зборови, библијатазборува.мк, секако на интернет, и ќе ви се отворат овие неколку онлайн курсеви на дописната библиска школа. Да видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели,
Доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Полека дојдовме до крајот, еве не, почна гледачи, на самиот крај. Пред да се одјаваме, да ви се заблагодарам што и денеска бевте со нас, би сакал да ви посакам убав ден, благословен ден, нека Господ Исус Христос биде и денеска извор на нашата надеж. Ова емисија се снима, ќе може да ја погледнете на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надеж и да ја споделите секако со ваши пријатели и роднини. И закажувам нова средба во наредната емисија, до тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.